Владата силно верува и ги поддржува младите во нивната слобода, креативност, изразување и знаење. И целта на нас како влада и пред се како Агенција за млади и спорт, која што силно ги поддржува политиките на младите, е да креираме општество базирано на знаење. Младите за нас се и сегашност иднина и од тоа никогаш нема да отстапиме. Според нас клучна е поддршката од институциите и како таква никогаш нема да престанеме да ја даваме, посебно кога се работи за млади и талентирани луѓе. Бидејќи токму вие младите, бидејќи еве и ние се сметаме како млади луѓе, овозможуваме ваш развој, ги потекнуваме вашите знаења, ги зголемуваме вашите капацитети, бидејќи токму вие сте нашите најголеми амбасадори и промотори не само тука, туку и надвор од државата. Значи, целта е, како што кажав, да ви даваме уште повеќе можности, да ви поттикнуваме. Ова влада е пред се влада која што младите ги става високо на пиедесталот на вредности и повторно ќе кажем, од тоа никогаш нема да отстапиме, токму младите да бидат тие водилки кон патот, кон уште подобри успеси и резултати со кои што сите ќе се гордееме. Ви благодарам на сите што сте овде и ви посакувам уште поголеми резултати и успеси во иднина. Почитувани млади, ученици, талентирани млади, почитувани професори, ментори, председатели на здруженијата, секако почитувани представници од владата. Дозволете ми јас во име на председателот на владата Република Македонија уште еднашка дополнително се извинам за тоа што од итни неодложни причини не можеше да присуствува на овој настан. Во моје име и во моје лично име и во име на Агенцијата за млади и спорт сакам да упатам и честитки до сите освоени резултати кои што ги имавте на олимпијадите и големите надпреварувања. Секако сакам дополнително да ве мотивирам и поттикнам и во иднина да го правите тоа. Јас накратко поентата на оваа средба, на оваа отворена средба е презентирање на правилникот и секако да направиме една мала ретроспектива што се случуваше во минатото и каква беше поддршката, каква требаше да биде, каде и ние како институции не овозможивме дополнително промоција на сето ова, така да ги исправиме сите грешки што сме ги направиле, секако и да ги надоградиме сите оние работи кои што треба да се направат, се со цел во иднина младите да бидат едноставно фокусирани само на она што треба да бидат фокусирани, на надпреварувањата, на сите тие големи олимпијади, секако дополнително да се надоградуваат, а не да размислуваат од каде ќе се најдат средства, дали ќе имаат средства, дали ќе воопшто ќе партиципираат на тие големи надпреварувања и така натака. Секако нема да бидам долг, сакам да оставам и време и да продискутираме, да отвориме една дебата каде што и дополнително вие ќе дадете свое сопствено излагање и мислење за цела оваа ситуација. Сакам да ви се извинам од почеток што во моментов ги немате правилниците во рака, но сите ќе ви бидат пратени на имейл адресите, така да на вашата имейл, што значи дека дополнително ќе имате можност да ги разгледувате и дополнително и ние ќе имаме можност да ја надоградуваме доколку има потреба. Накратко јас ќе го елаборирам правилникот. Правилникот ќе се состои во неколку делови, каде што првенствено таа ќе биде финансиската конструкција, односно помош која што ќе ја добиваат талентираните млади. Секако како Агенција за млади и спорт одвоивме буџет, пред тоа со консултации со Министерството за образование и наука, каде што ни беше презентирано колку меѓународни надпревари има и колку официјални сојузи има кои што ги представуваат младите. Секако врз база на тие релевантни податоци каде што пред се е презентирано колку надпревари ќе има, одвоивме буџет кој што ќе биде директно наменет за младите, секако и за професорите и за менторите, председателите на сојузи, така да првиот дел ќе биде наградувано домашното националното надпреварување, каде што од тука тие средства ќе бидат издвоени секако за тимот кој што ќе треба да ја представува Република Македонија на меѓународните надпреварувања. И дополнително ќе има и втор дел наградување за освојувањето на одредено признание медал на меѓународните надпреварувања, односно на олимпијадите. Така да тие наградување од олимпијадите ќе бидат директно за представниците за младите, секако ќе има одреден проценти процентуално ќе бидат застапени и менторите и професорите, секако и здруженијата. Така да како Агенција за млади и спорт директно се обративме Министерството за образование и наука и таму во тој правилник ќе бидат пропишани сите оние здруженија кои што де факто ќе не представуваат како држава. Дополнително тој е правилник кој што може да се менува, така да ќе имате роки за
евентуални измени што треба да се направат и евентуално забелешки и корекции кои што вие ќе ни ги доставите, секако ние како владени институции ќе ги разгледаме и доколку има можност ќе бидат коригирани. Јас сакам да искажам мојата благодарност од моје лично име за сето она што го правите досега. Впрочем, убеден и сигурен сум дека вие како млади луѓе сте иднината на оваа држава и немам дилема во однос на тоа. Секако ние како владени државни институции треба да ви покажеме и на некој начин да допреме во вас да го имате тоа чувство на припадност во оваа држава, дека оваа држава се грижи за вас, дека оваа држава размислува за вас и секако дека оваа држава ќе го најде вистинскиот пат за вас, за својата иднина да ја гледате тука во оваа држава. Се надевам дека и во иднина ќе имаме одлична соработка, како и досега, дека сето она што го имавме како дилема и нејаснотија ќе го разјаснуваме и ќе го поправаме на некој начин. Јас можам да укажам во името на Агенцијата за млади спорт дека и понатаму ќе бидеме отворени, транспарентни и секако заеднички ќе креираме и ќе носиме политики, мерки и проекти кои што ќе бидат во интерес на сите вас, кои што ќе бидат првенствено во интерес на сите млади во Република Македонија. Уште еднашка во моје лично име, во името на Агенцијата за млади спорт и секако во името на владата Република Македонија ви благодарам за присуството денес тука и ве поттикнувам да отвориме една дебата каде што ќе ги продискутираме сите оние работи за кои што треба да се продискутираат. Ви благодарам. Мила Ивановска, бронзов медал на 14-та меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки. Александар Иванов, бронзов медал на 49-та меѓународна олимпијада по физика. Стефан Дамчевски, бронзов медал на интернационална олимпијада по химија. Антонио Андоновски за 8 бронзов медал на интернационална олимпијада по химија. Владимир Максимовски за освоен бронзов медал на Балканска олимпијада по информатика. Мартин Динев за освоен сребрен медал на Балканска олимпијада по информатика. Ви благодарам на сите уште еднаш што бевте со нас.